имаше еден вид за двајца другари. И на едниот вилицата му била вака каса, а на другиот му било обратно вака. И шетале, врнело дошко сега шо врне. Истурало, шетале. По дождот и овој што имал вилица каса вака вака. Ај, пичку матер, нека иде ова дождов, цела уста ми се напуни со вода. А овој другар му вика, па што да ти пробам кога си дефектен? Епа вака, ко вицот, ви се Зоќо и Венко. Неверојатно. Ја джабе јадам гомна. 2 дена поред јадам гомна. Му се обраќам на членството на СДС. Да уклучат мозок. Да сватат дека се предводени од петоколонаши, кои што ги туркаат во исчезнување како партија, како ова. Вчера не ни знаев дека е прослава 35 години од СДС. Гледам на прославава. Зоќо, како Тито го пречека. Зашо јадам гомна, ја устварив дека викам, батали, нек сјебат мајката шо побрзо. Сега знам зашо ВМРО, како да ви кажам, ВМРО вака прави. Со ваква партија, не случајно 5-то место падна у Скопје на локалните избори. 5-та партија. Со ваква партија, овој ВМРО ќе се забораат. Додека имаат заби уста ќе владеат. Значи уште едно 100 години. Па може и нови заби ќе почнат да им растат на власт. Вие се ретардирани бе од прв до последен бе. Како Тито го пречека. Човекот што ги турна во политичко самоубиство со договорот во Преспас, оној предавнички договор со ние бугарине, го пречека како Тито. Човекот што ја почна нивната политичка голгота, што ги доведе до политички крах, до политички дебакл, до испаѓање од секоја лига, до најомразената партија у Македонија, најнеконкурентната партија која што веројатно на следните парламентарни избори, кој знае дали ќе добијат и 8 пратеници со вакво темпо како што тргнале. Абе оригинал. Овој е дефектен, на други па што да ти правам ко си дефектен? Ненормално нешто. Човече Светов, какви политичари, какви кои што беа лидери на партии, какви државници имаш у вистинска смисла на зборот, државник, на што се сведе? Локално на дилајли како Зоќо и Венко, глобално на кловнови первертити као Трамп, Мамп, Нетањаху, садисти. Кругот се заврте колцето вака. Кругот се заврте, цел круг. Па доаѓаме ко на 34-та година од минатиот век. Подемот на нацизмот која почна со доаѓањето на Хитлер на власт. Не бе, погрешна ми е споредбата, људи. Многу ми е погрешна споредбата. Ова ќе биде многу полошо од тоа. Зошто? Уствари, прво знаете зошто е полошо. И тие главните архитекти на нацизмот, како да ви кажам, имале фикс идеи у глава за некоја плава крв, ариевска раса, тевтонски витези, кои секој народ кога се буди од пораз каков што доживеа Германија по Првата светска војна, нормално тие романтичарски сеништа да им ја наполнат главата. И сега отиде тоа во нешто многу злокобно, во нешто многу девастирачко, опустошувачко поточно, на македонски. Но, сите архитекти на нацизмот, од прв до последен, Хитлер и неговите најблиски соработници, да не заборавиме, беа мужи. У која смисла? Од прв до последен, барем 90% од тие тамо, да не ги набројам сега поред, се одликувани
херои од Првата светска војна, одликувани за храброст. Меѓу другото, Хитлер е еден од тие кој што бил со одличие за храброст во Прва светска војна. Овие од мужи немаат. Најобични первертити што пушка немаат допрено во живот, пиштол немаат допрено во живот. Зборуваат за геноцид, за уништување на еден народ, за промена на режими, за војни водат низ цел свет, финансираат уште 50 други војни низ цел свет, кај што не се директно вклучени. Нацизмот што се раѓа пред нас е многу, како да ви кажем, е многу поопасен, затоа што неговите архитекти се најобични технократи. Не се ни мужи. Тоа се све, останато само не се мужи. Немаат осетено ништо в животот. Мразат само затоа што некој ги научил, им го турил тоа у глава. А сето тоа само ради гола амбиција и желба за богатење. Тоа е позадината. Нема ништо друго тамо, нема идеологија, нема цели високи, нема поставување на поема, немам некој романтичарски соништа како дострел главен, како цел. Поема нема ништо од тоа. Има гола прагма. Ако треба, ќе го уништам цел свет, ама ја ќе се напунам со пари. И уште кратко на оваа тема. И гледате, налетаа на една држава кај што има мужи унутра и се удрија како болид Формула 1 со 300 на сат у бетонски зид да акне. Отиде на укурат све. Вика готово. Невероватно просто. Невероватно. Неговите изјави на најголемиот кловн моментално у светот се менјаат од саат у саат, не од ден на ден. До толку е таа, како да ви кажам, испервертирана свест владе, едноставно первертити се најмоćните луѓе моментално у светот, најобични первертити. Тотално кловновски, тотално несериозно. Од саат у саат му се менјаат изјавите. Сега кажува, готово се договоривме, ајде, Иран го отвара Хормуз, мореузот, нема проблем више, прото, кој сака нека дое, нека си земе нафтата, нека си помине. После неполни 24 часа. Откако го отворија, уствари го отворија делумно, не го отворија за сите, Иран пак целосно го затвори. Не, вика, ние вака не сме се договорили. Ако сакате, вика, вие немате пролаз од тука. Пошто не сте ја запреле војната кон нас, тоа е, вика, едно од основните барања што го имаме кон вас. Веднаш да подпишете оно што се вика на нотар, дека веќе Иран у живот нема да помисли да го нападнете, тогаш ќе го отвориме мореузот. И ми текна една работа. А пропонили пак на стари вредности нови. И сега само ова да ви докажам. И овие им го затворија, мислам, него ни отворија они у суштина. Него па скроз им го затворија. За ги малаат со ракети тоа. Дагал со торпеда тоа. Бродови на силите на злото што се против Иран, нели? И овие го блокираат надвор овај, како се вика, од Персиски залив, Индиски океан, тука што е. И они тука блокираат американци. Викаат, сега маме ќе ви беме, ниеден брод нема да помине. Ќе ви беме пичката мајчина. А Кина целата нафта ја зима од Иран. Пошто руската е посирова, потешка е малце за деривати ова да направи. И затоа иранска купува, целата економија има на иранска нафта базирана. И вика, никој нема да помине. Американци, овие нема, наши сојузници од Персијски залив, ако не поминат, кловнот вика, никој нема да помине. И кинесите му викаат, како рече? Кинеските бродови, вика, со нафта за Кина, танкерите, тргаат и одат низ Хормуз, одат за Кина. Само пробај да зауставиш еден. Директно,
неколку кинески представници официјални. Пробај мамето, ќе ти го ебеме, више симна ракавиците. Видоа нема од кого да се плашат. Видоа со кловн си имаат работа. Видоа Иран што им прави. Вика Иран, кој им го прави, ние ќе ги здробиме. Како вика, ајде, вика, пробај еден кинески танкер, што е за Кина насочен со нафта, пробај еден гаѓај. Само пробај. Ке видиш што ќе ти се деси. Вака му кажа тој, што беше тој портпарол некој на кинеско, на кинеска влада, појманем како се вика тоа таму. И ми текна баш сега ова што сакав да ви кажам, за некогаш и сега. Гледам ова, нели, кризава Персиски залив, војна во Иран, ова Хормуз се спомнува, море Узов, ова е Теснецов Хормуз, кој што е 36-7 километри широк. 36 до 39, се не памтам до. Јас сваќам од толку зборење Хормуз, дека 99% од тие што го спомнуваат Хормуз, дека пред да почне војната, овој нападот на Америка на Израел на Иран, дека нема чуено за Хормускиот мореус. У живот. Тоа е прв пат соочување, па прв пат некои што се позаинтересирани отвориле карта да видат кај е точно тоа, за да можат, нели, да анализираат. Поготово овие тиктока, овие политички аналитичари што ни се јавуваат Персискиот залив, да ни ужива, да ни пренесуваат, нели, војнава што се случува, нападиве и така натаму. Ја контам дека 99% немале предходно чуено за Хормуз. Океј, почнала војната, научиле се, заинтересирале, виделе кај све тоа легитимно на карта. И мене ми текнува, пак апропо ова. Луѓе, ние учевме еден таков образовен систем, нашиве генерации што се памтат од 70-ти години, па и од 80-ти почетокот години. Таков образовен систем имавме. Да го памтам војче географија што ми беше, од 5 до 8. Човек, он избореше за Хормускиот мореус. Еј, никој ни предавал нас за тоа на час по географија, за важноста на Хормускиот. Тогаш памтам дека беше нешто измеѓу 36 и 39 километри, пошто кај војче, кој го му текне на војче, не знам дали е жив, му посакувам да е жив, ако некој му го даде географија во Едвард Карвель, предаваше во аеродром кога се отвори школото, беше по потекло од Прилеп, така избореше на прилепски дијалект. Ако е жив, ако некој му го покаже видеово, а се надевам дека е жив уште, го поздравувам искрено. Кај војче, ние тоа учевме тогаш, вас ви е сега смешно на помладија. Значи, ако не знаеш колку тони волна произведуваат мерино овците во Велика Британија, може да ти намали оценка. Не знај такви 2-3 работи, како што викаше, ќе ти збичи Кецко Бандера. Во дневник. Еј, ни збореше за Хормускиот мореус. Што е најинтересно, не тие техникали, колку е широк, колку е ова, колку е тоа, небитно. Него памтам дека ни збореше за неговото стратешко значење, дека е, како се вика, пулс за трговијата со нафта и други добра од персиските земји, Иран, тука, она. Еј, какви работи се науча. Не знам зошто, чуму што викаат. Не знам каде ми најдоа примена тие работи што не учеа у школа. Може би никаде не ми најдоа примена. Но на некој начин некако ни ги ширеа видиците за светот како функционира. Наизглед тогаш таа лекција нормално не е изгледала така важна како што би изгледала денес. Да ти каже дека е пулс. На пулсот на Персискиот залив. Трговскиот, економски пулс на Персискиот, Хормускиот. Излезе дека е не само пулс, него дека е атомска бомба во рацете на Иран. Хормускиот мореус. И меба мајката за јајца, држејќи го Хормускиот мореус, ги држи за јајца најмоќните сили на светот, не смеа да му писнат. За јајца ги држи. Цел свет го држи у заложништво. Цел свет страда заради тоа што Иран со право го затвори Хормускиот мореус, затоа што беше тотално нелегално, криминално нападнат од најмоќната држава на светот, барем на хартија, и незиниот главен сојузник.
Шо учат денес? Никој не знае. Учат, не викам дека не учат, нешто учат. Ама ми текна на оној систем како беше, колку работи знаевме, јеби га сега. Малце може ни се, за тоа што сме гучеле не сме имале никаква корист. Но има ете ситуации ќе се случат кај што благодарение на тоа што сме гучеле некои работи ни се појасни. Например, не мораш сега да отвориш карта, Google Map да видиш кај е Хормузскиот Мореус. Знаеш, одма имаш картата у глава, пошто 100 пати си го покажал на карта не, 500, мислам по географија, 600 делинија географија. За Војче и за кого рековме дека е, а што е Хормузскиот Мореус? Како рековме, што е тој? И сега мора да му кажеш дека е пулсот, економскиот пулс, трговскиот и економски пулс на Персискиот залив. Така треба да му ја кажеш дефиницијата. Иначе не е задоволен со, ќе ти падне оцената. Јево те Хормузскиот Мореус. Но, отидов, почнав со овие будали, што не можеш да не ги комислам, како да ти кажам, и джабе им јадеш гомна, тоа се, не знам, луѓе, не знам, тоа се, појмене, не икем да употребам некој лош збор за нив, тоа изгледа све живо е ретардирано внатре од таа партија. Ти после све да го понаков пречек да му направиш на Зочо, ти треба да грам мозок да не ти останал у главата. Ти си значи тотално заблеан. Луда работа. Него, уште една работа све сакам да ви кажам. Иначе денес е 80 години јубилеј на Драмски театар. Има вечер премиера, па кидам со најмалата керка. Она некако највише. Ја никогаш не кев да никој да ме наследи. А она ига која најмала, мислам има 13 години, ама некако натака оди, работава. Сите представи по 20 пути ги има гледано у Драмски, ги знае на памет. Ако некој глумец се разболе, може комотно да упадне да му игра улогата, неверојатно. Тоа се случувало и со сино, и со деца на мои многу повозрасни колеги, кои што се сега децава се веќе возрасни глумци. Истата работа била кога така ги фаќала тоа вирусот, заразата. По 20-30 пати гледале представи, го научуеле цел текст на памет. Као мојата најмала керка што е. Не си, кидам со неа. И така. И што сакам да кажам? Иначе моја колешка од МНТ, да не ја именувам која, у неколку дена разлика, 2 пати ја удира fucking електричен тротинет. У неколку дена разлика. Вториот пат поминува малце потешко. Кога била на лекар, лекарите тамо, не знам кај точно беше била, ми кажа, ама сега заборев у моментот, многу информации, Хормуз, Мормуз, ово, оно. Лекарите и рекле, сакаме да пратиме, како се вика тоа, допис до појма неам, до МВР, до појма неам. Премногу има несреќе предизвикани од тротинет, електричен. Мора вика сега допис да пратим, не знам колку случаи, илјади биле тоа, за не знам колку временски период. Мора вика да пратиме дописи до МВР, според нас, и докториве и кажале там. Вика, тоа превозно средство треба да се забрани со закон. Ја ова го зборам уште кога се појавија, дека се опасни и за пешаци, и за возачи на моторни возила поголеми. Да не ви кажам што све имам видено овдека на Партизанска. Дешавки со тие електричните. Имаат сега велосипедска стаза. Ама не возат по велосипедската, шибаат по пешачкава. И оној човекот наводно што го сопре тој велосипедистот, ја памтите снимката со право што го сопре, што викна полиција по пешачка, што шибаше надоле. Тие се без мозок. Тие треба не да им се земе точакот или електричниот тротинет, тие треба одма да идат во затвор.
истата секунда. Пошто деца одат тука. Дете, знаеш, ќе се залета топката малце устрана, ќе му отиде овој улетан од вама. Дали бил велосипедист кој што како луд вози по пешачкана стаза, пошто му е многу тесна велосипедскана. По пешачкава шиба тука на Партизанска. И тука треба да стојат сајкани у цивилка и да ме баваат матер. Не точакот само. Оду затвор право. Абе право у затвор. Не знам, општествено корисна работа, нека работи 1 месец. Казна. Ако не ќе иде у затвор. Ама 1 месец општествено корисна работа. Знаете колку случаи има на оние скапанине тротинети на бин-бин по 3 девојки качени на нив? 3 бе! Дали знаат родителиве децава како доаѓаат од овакво од град дома или ова? По 20 тоа е редовно, кај што се качени по 20 нода. По 3 сте виделе тоа, ја не измислувам, знаете дека не измислувам. Се фаќаш за глава вака. Стоеш овде на пешачки велосипед. Овдека на станицава кај хотел Карпош автобуска, па Летово, па барем 4 пути 5 доаѓаше брза помош, дека тука луѓе станица автобуси чекаат. И сега некој затрча на автобусот му доаѓа, не гледа од овамо дека идат електричен тротинет и точак. И тука го мава и салата го прави. И двајцата се прават салата. Овој до толку салата што доаѓа брза помош го носи у болница. Овој што чека автобус. Не видел по автобусот за да влезе, гужва, овој баба му прави. Овдека на пешачкиот исто. Пешачки стоиш, сега ти у главата ти е онака дека кола треба да гледаш да не те удри, а не факин електричен тротинет. И ти си стоиш и ти се пали зелено вака, пошто стоиш малце поназад и тргаш преку велосипедската патека да сгазнеш на пешачкиот, да поминеш овој Партизанска, овој двама ќе те утепа. Пошто не ти е у мозок уште дека некој толку може да вози, ќе те утепа вака, поминува покрај тебе. Еве, докторите што и кажа на колешката, и ја како апел ви го кажам на ВМРО, ќе си направите закон подитно да ги забраните електричните тротинети. Подитно! Ако не знаете за што зборам, идете у некоја од болнициве ортопедии, кај што се прашите колку случаи имаат вака на повреди. Оти тој мора да евидентира повредата од што е таму. Видете колку илјади случаи се тоа. Па донесете одлука дали треба и понатака да постојат електрични тротинети у градов. Оти у многу градови Европа се веќе забранети, само да ви кажам дека имате позитивни примери. Забранети се. Затоа што некој проценил ги пуштил у промет, ама проценил дека се опасни за сите. И решил да ги повлече. Ето тоа. А ја користам оваа можност во мнозинството кои што веројатно им честита, да им го честитам јас, еден од последните родендени на Социјалдемократскиот сојуз, можеби и последен, не знаеме, и да им посакам што побрзо да си најдат нова партија. Ето тоа, ај чао.